темата со непотизмот, како ќе се справите со него, кога гледаме дека предност во вработувањата имаат роднини и блиски луѓе на функционери од власта и понатаму? Па не се согласувам дека тоа и понатаму, како што веќе кажав, ќе се повлечат луѓето. Првите резултати ќе ги видите денес, но да оставиме тоа да бидат конкретни чекори најавени од самите луѓе во овој процес. Може ли повеќе детали да ни кажете? Не, ќе ги кажат луѓето кои што ќе ви се повлечат. Океј, ова се изолирани чекори кои можеби ќе се случат денес. Меѓутоа генерално дали има некоја политика, стратегија ова да не се повторува? Така и јас веќе го кажав, значи една од главните реформи кои што предвидуваме е воведувањето на законот за висока раководна служба, што ќе значи деполитизација на менаџерските позиции. Тоа ќе значи гаранција и за процесите за вработување, тоа ќе значи гаранција и за изборот на луѓе. Многу брзо ќе го презентираме овој концепт и законот, тоа е сосема нов закон за висока раководна служба, каде што главното нешто ќе биде дека изборот на овие луѓе ќе врши комисија во која што ќе има представници од институциите, но и представници од надвор од институциите. Дури и одиме чекор понатаму, не например како што беше изборот за членовите на Државната комисија за спречување корупција, каде што имаше 4 представници од собранието и 3 од надвор, туку во оваа комисија ќе бидат подеднакво, ако не и во мнозинство застапени луѓето кои што ќе се од надвор од институциите. Тие ќе го прават рангирањето и ќе достават листа од најдобрите 3 или 5 кандидати. Навистина во моментот се работи на концептот заедно со Сигма и Европската унија, кој што треба во иднина да не заштити од ваков тип на постапки. Втората работа за која што размислуваме и веднаш ќе ја спроведеме после завршувањето на претседателските избори е воведување на дефинитивни бројчани ограничувања за бројот на луѓе кои што можат да бидат вработени и на основа на определено време. Но навистина денеска ќе почне дел од оваа работа, како што кажав, да се разрешува. Законските решенија до крајот на февруари ќе ги представиме во јавноста и тие ќе влезат после во процедура. Секако дека до крајот на изборите сега имаме забрана за секаков вид на вработување, така што ни дава доволно време да го поставиме системот и законите за да бидат на сила веднаш кога ќе завршат изборите.